Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Докажавме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија води вистинска грижа за здравствените работници и за пациентите. Како одговорна политичка партија и како влада, направивме досега невидени инвестиции во здравствениот сектор, пред се инвестиции во човечкиот капитал, односно зголемување на примањата на сите кои што работат во јавното здравство. Платите и примањата на доместоците за работа се зголемија неколкукратно. Во текот на минатата година, најпрво се зголемија недоместоците за дежурства и ноќен труд. Дежурствата се зголемија за 100, односно дури и 200%. Минатата година се зголемија платите за 5% на сите вработени во јавно-здравствениот сектор. Во јануари оваа година се зголемија платите на лекарите специјалисти 10% и 5% на останатите кои што работат во јавно-здравствениот сектор. Тоа што го планираме како инвестиција и е влезено во буџетот за следната година е зголемување на платите како што досега немало за здравствените работници во нашата земја. 25% ќе добијат лекарите специјалисти, 10% медицинските сестри, 15% општите лекари, 5% здравствените соработници. Вкупното зголемување на платите на лекарите специјалисти за нивните основни примања е над 40%, понатаму на медицинските сестри над 23%, на општите лекари 25%, на здравствените соработници 15%. Овие зголемувања на основните плати, заедно со зголемувањата на дежурствата и заедно со зголемување на доместоците на ноќниот труд, прави да примањата на некои клиники сериозно достигнуваат, но и надминуваат 100.000 денари. Постојат институции во кои што примањата на докторите следната година заедно со тоа зголемување ќе бидат скоро дуплирани во однос на тоа што беа во 2017 година. Тоа што го наследивме од владата на ВМРО-ДПМН беше руиниран здравствен систем. Беа обесхрабрени и обесправени здравствени работници кои што и нината ја гледаа само во странство. Сега ситуацијата е навистина поинаква. Сега здравствените работници и нината ја гледаат во оваа наша земја, заради тоа што тука и сериозно се инвестира во човечкиот капитал. Направивме мерка за вработување на лекари и на медицински сестри во патронажните сервиси, во вакциналните пунктови и во службите за итна медицинска помош. 134 веќе добија финансиска согласност и го формализираа својот работен однос на период од 6 месеци, а за следната година обезбедуваме средства да тоа биде и на една година определено работно време. Со оваа инвестиција не само што ги стимулираме младите лекари и медицински сестри да останат во нашата земја, туку и го надградуваме нивното знаење, заради тоа што оваа мерка значи дека ќе работат со многу поискусни лекари во овие служби и на тој начин ќе ги учат тајните у медицината. Сериозно инвестиравме и во програмите за ретки болести. Покрај 5 нови лека кои што се на располагање и нема ниту еден пациент кој што сега чека на терапија како што тоа беше ситуација до пред 2-2,5 години, сега ги имаме најсовремените лекови. Последниот лек кој што веќе е на располагање за 7 дечиња кои што имаат сериозна болест, а тоа е спинална мускулна атрофија, лекот Спинраза е на располагање. Најмалото бебе од неколку месеци веќе го прими тој лек, се осеќа добро, а останатите 6 дечиња тоа ќе го направат во периодот кој што следи. Ке продолжиме да инвестираме, да ги зацврстнуваме капацитетите, како да инвестираме во човечкиот капитал, така и во опремата, но и во инфраструктурата. Продолжуваме со планот за клинички центар, заради тоа што нашите граѓани навистина заслужуваат современа болница по најсовремени европски и светски стандарди. Ви благодарам.